Дечки, се наоѓаме денеска пред Собранието на Македонија, каде што во овој момент сите големи политички партии носат одлука да го зголемат бројот на потребни потписи за независно кандидирање на овие локални избори на 0,95% од избирачкиот список од регистрирани избирачи во сите општини. За град Скопје претходно беше 1000, го накачија на 4.500, каде што Уставниот суд тоа рече дека неуставно го поништи. За денеска повторно нагласаат не 4.500, туку 4.430 потписи. Тоа докажува колку е мрдната работава со овие партии тука кои што продолжуваат и понатаму да угнетуваат и да газат нашата демократија. Ако сакате да продолжи ова и да остане вака, нема проблем. Седете дома, уживајте, седете на кафе или одете на одбор. Но ако ви е преку глава, сериозно ви е веќе преку глава, вака да си играат со демократијата и на овој начин да ни ја газат истата, тогаш излезете и дадете го својот потпис за зелен хуман град. Фалат уште многу потписи. Ако ние не успееме да формираме партија во наредните 7 дена, отиде мафнија работата. Луѓе, сега е шансата да излеземе и да покажеме дека има алтернатива на ова. Има алтернатива на луѓе кои што ја газат политиката и има луѓе кои што навистина ја сакаат државата и го сакаат градот. Излезете денеска, дадете потпис. Ова ни е последната шанса да успееме да направиме реална и вистинска промена кај нас во Скопје, а и пошироко во Македонија. Се гледаме на нотар, се гледаме со вашето електронско државјанство. Во описот на ова видео ги имате сите инструкции. Луѓе, почнете уште денес. Фалат потписи, а потребна е ваша помош ако сакаме ова да го измениме. Фалат околу 450 потписа од прилика, сега тоа е бројката во моментов, да речеме. А денови колку се останати, ако можеме да ги собереме до почетокот на следната недела или некаде до средината, ние навистина би биле пресреќни ако го направиме тоа. Реално партиите, големите партии, си имаат долги рокови за тоа да го направат. Ние поради изборите тој период не се скратува на 1/3 од тоа што го имаат големите партии. Значи, Зелен хуман град е здружение кое што треба да се конвертира фактички во партија сега за да учествува на локалните избори. Тоа е целта. Целта е, ние не сме прво регистрирани воопшто, не сме ние правно лице. Зелен хуман град е едноставно една иницијатива што произлезе од многу активистички групи, волонтерски активистички групи на територија на Скопје, кои се здружија за да спроведуваат политики во градот Скопје. Тие наши барања кои сме ги имале, например, за безбедни велосипедски патеки на секаде да постојат велосипедски патеки, хуман третман на кучињата, соларни фотоволтаици да има поставено на секој кров на секоја институција, понатаму да се компостира биоотпадот, затоа што ние во нашиот отпад што го генерираме на дневно ниво, од него некои 80%, 70 до 80% се таков биоотпад. Од него ние можеме да направиме ѓубриво, да ја храниме земјата, можеме да направиме биогаз, што во комбинација па со овие фотоволтаични панели ќе произведува стварно обновлива енергија. Значи ние едноставно имаме барања кои се барања на секој разумен човек и здружувајќи се така сме се обиделе тие да ги застапуваме во градот Скопје. Сега сме принудени од големите партии ние да основаме партија, бидејќи со последните случувања со изборниот законник едноставно ни го стеснија, ни го затворија просторот да настапиме како независни, како граѓанска листа и не принудија да создадеме партија што е во моментов по закон единствен реален начин за да никој понатаму нас не оспори. Например, да не ни рече еден ден пред избори, пупу не важи ова што ние сега го донесовме, ева Дик последно што носеше некакви 2 потписа демак, дека се за независни доволни, може како што го донесува произволно, зашто тоа законска основа нема. Исто така произволно да ни речат еден ден пред избори не важи ова. Или кога ќе завршат изборите, ако ние добиеме колку мандати да добиеме, да ни речат вашите мандати се спорни и вие не можете да бидете во Советот на град Скопје. Значи тие се сите ризици доколку би одале ние со 2 потписа собирање или како независна листа граѓанска, како што бевме минатата изборна година. И затоа оваа година решивме дека мораме партијата да основаме, бидејќи ниедна институција во државата такви мандати добиени не може да ги оспори. Зошто е толку краток рокот, не ме јасно. Рокот е краток поради тоа што они се тоа го правеа, тактизираат да дојдат тесни рокови за избори, затоа што самите избори по себе според закон си носат извесни рокови. Например, иако изборите се одржуваат на 19 октомври, секој што е учесник во изборите мора најдоцна 35 дена, односно некаде до 12 февруари да ја поднесе листата кандидатска.
Тоа значи дека 12 февруари реков, 12 септември. До 12 септември мора да ја поднесе кандидатската листа, а изборите се на 19 октомври. И ние кога ќе треба да ја поднесеме на 12 септември листата, до тогаш ние мораме партијата да имаме основана. А за да ја имаме основано партијата, судот има 2 недели рок да се произнесе по нашите документи. Значи, периодот е навистина многу скратен, иако ние со месеци, откако судот уставен во мај уште годинава, ги укина тие противуставни измени што беа на законот, на изборен законник, и иако ги укина уште во мај, пратениците еве до денешен ден не донесоа нормални измени на тој закон, усогласени со сите меѓународни практики, усогласени со уставот. Значи, едноставно ние имаме одлука на уставен суд која вика противуставно е ти да бараш од некој да се толку многу потписи да собира, тоа е фактички јавно гласање. Зашто во град Скопје, на минатите локални, околу 4.500 потписа, гласови, околу 4.500 гласови значеа советничко место. А сега они бараат исто толку број на потписи, само да добиеш право да одиш на избори. Значи тоа е едноставно буквално газење по демократијата. И се влечеа со месеци, на крај се уште законот не го имаат донесено, никаков закон во моментов, не постои праг за потписи во моментов никаков. И произволно се стави 2 потписа. И сега тоа 0,95% што значи? Не го донеса. Тоа 0,95 ќе значише 4430 потписи. Значи не 4.500, 430. Да, смешки. Самиот гест укажува на тоа како размислуваат и мислам тоа е сосема доволно. Зошто едноставно го туркате ова се уште и покрај сите обструкции? Значи имате совршено оправдание да се откажете, да си продолжите секој по патот како што секој нормален човек би направил. Зошто едноставно продолжувате? Види една драстична разлика помеѓу нас, што ја основаме Зелен хуман град, и секоја друга партија што постои во Македонија, е што ние овде сме волонтери, и тоа долгогодишни. Јас сум над 15 години волонтерка за заштита на животни и животна средина. Во мојов така наречен активистички век, јас сум менувала закони, сум работела стратегии, измени, планови, сум одела на јавни расправи, сум спасувала животни од терен, сум одела на протести, на блокади. Значи, се што сум можела од своето знаење, време, енергија да одвојам, сум двоела за да направам нешто подобро. Ова повторувам, сме го работеле волонтерски, значи ние не сме вработени во нашите активистички групи каде што сме дел или па во организација од кои сме дел. Не сме вработени, ние ова го правиме волонтерски. И поради тоа што го правевме волонтерски многу време од надвор, протестиравме, баравме од институциите да сменат закон, да сменат стратегија, да спроведат политика некоја, не сакаат. Едноставно видовме дека тие луѓе што се внатре во институциите не заслужуваат таму да бидат. Ние сме тие кои треба да ги носиме законите. Ние сме тие што треба да ги спроведуваме сите овие политики кои ги застапуваме. Едноставно тие луѓе немаат свест. Ја немаат потребната свест. И тие не се луѓе кои давале несебично, волонтерски, ниту време, ниту енергија, ниту финансии, ниту ништо. Значи тие се луѓе кои во нивните така наречени партии и акционерски друштва се за лични интереси, си се оценуваат со работни места, си се оценуваат со инспекции, со што стигнат едноставно и си за лични интереси си ги формираат тие партии. А ние сме докажале веќе дека со години назад, кој што реков, сме луѓе што се бориме против тоа. Ние се бориме против таков клиентализам, такви да те водат лични интереси кога си на функција. Едноставно мораш да работиш во корист на сите. И ние докажавме, јас и Горја Неве во овој мандат изминатиот, докажавме дека и само со 2 од 45 советника и тоа како можеш да менуваш работи ако стварно си посвета. 2021 година првпат влезе во Совет? Јас влегов во 2017 првпат во Совет и од 2017 почнав да ги собирам останатите активисти, дека видов дека сама е страшно. Да мислам, Советот е, немам зборови да го опишам, една каква заедница е тоа. Таму се луѓе кои... Да, ајде да пробаме да го опишаме, затоа што мислам дека, знаеш како, тоа е толку далечно од обичниот човек и мислам дека тоа е една бариера. Тоа е сликата што не ја гледаме, а треба да ја видиме за да добиеме уствари кој управува со нашите животи. Точно. И од таа причина баш, ние се боравме, јас конкретно од 2017 како што бев дел од Совет, се борав јавно да се објавуваат и да се снимаат, да се пренесуваат во живо сите седници на Советот на град Скопје. Како што се пренесуваат на собрание. Затоа што пак ние сме
таму на функции кои се платени од јавни пари. Граѓаните и според закон и според деловник нашата работа е јавна во советите. Значи ние како едноставно индивидуи кои сме слуги на ние сме слуги на граѓаните, бе, тоа луѓето таму што се од партии си едноставно се смејуваат со тој концепт. Тие не се сметаат за слуги, тие се сметаат за господари. Дека господарат со твојот глас, дека господарат со тоа што те имаат на располагање, ти имаат во рака да те уценат или да те вработат или да ти вработат еден член од семејство и потоа да те држат 10 души да им носиш на гласање. Тоа е драстичната разлика помеѓу нас и нив. Едноставно човечноста наша, нашите принципи на кои сме засновани и кога ќе видиш како што во собрание се гледа и сега во град Скопје. Седниците се јавни, сме успеале да го направиме тоа. Се гледа луѓето како дискутираат, кое е нивото. Ти не можеш да водиш општество напред, не може ниту едно општество напред да оди ако ти имаш едни такви луѓе со такви ниски побуди, со такви никакви вредности. Да не се ти не дискутираш таму со аргументи, ако можеш да видиш и пратениците и советниците како дискутираат. Се вреѓаат со политички поени, си прават онакви како се вика овие пресконференции. Паѓа една партија од власт и држи пресконференција за истото нешто што она го правела додека била на власт. Значи држи пресконференција против противничката партија во моментот што е на власт. И тоа вртење во круг уствари нас не носи овде. Едноставно не смее веќе луѓето, има премногу голем број на гласачи кои се разочарани, апатични, што не веруваат на никого и со право не веруваат на никого. Затоа јас секогаш кога зборувам за нас викам прашајте бе луѓе некој што не познава, што ме знае низ годините, што се сум направила, не само мене, еве и Горјан и кој било друг од нас. Прашајте ги, еве лично мислење да ви кажат, дали ние сме некои циркузанти, некои глумци или дали стварно ние. Јас не памтам искрено, освен кога имав многу ризична бременост и не смеев да никакви стресови, ја одлежав бременоста практично. И тоа ми беше во овие 15 години единствената година кога јас на плажа отидов без лаптоп. Единствената година. Значи јас низ годините претходно континуирано јас немам одмор фактички, немам одмор, немам викенд, немам празник. Јас по 12-13 часа некои денови сум работела волонтерски, сум работела, не зборам тоа што си го работам приватно на страна. Да, многу ме интересира затоа што тоа е нешто што бара многу енергија, е многу неблагодарно, посебно во Македонија. Она што кажуваш дека на крајот може луѓе ќе те исмеваат, ќе се подбиваат со тебе, но не гледам дека тебе или на луѓето што се во Зелен хуман град тоа ви менува многу, вие сте решени да го истерате. И мене ме интересира како се тие луѓе градени. Значи како јас не познавам кај нас такви луѓе, мислам толку се ретки што едноставно ми е фасцинантно кај се тие луѓе, ме разбираш? Јас би рекла дека со тоа се раѓаш. Јас од тоа што сум го сватила во животот, од тоа што сум ги запознала луѓето и сум ги видела околу себе, со тоа се раѓаш. Тоа не можеш да го научиш. Не можеш да научиш алтруизам. Не можеш да научиш емпатија. Емпатијата или ја имаш во себе вродена или ја немаш во себе. Неспорно, на луѓе им се случуваат икс работи во животот, семејно насилство, трауми некакви така натаму. Не зборувам за тоа. Зборувам дека едноставно за да бидеш храбар, посветен, одговорен, да сакаш да помогнеш на луѓе, тие вредности ги носиш во себе. Секако семејството има улога. Тоа е непобитен факт. Ја има улогата. Меѓутоа, дали ти ќе дозволиш околината, например, еве и семејството или пошироката околина, другарите, како било, да те обликуваат во нешто што ти не си, дали ќе дозволиш до тебе? Ти си тој што одлучуваш и ти си тој што на крајот на криштата решаваш дали сакаш да продолжиш по тој пат што си тргнал и што ти е вроден фактички или сакаш да продолжиш по некој друг. Тоа јас сум го видела од овие години активизам. Значи имаш луѓе што се приклучувале на нашите движења, демек ајде да сакам да помогнам, да се вклучам, ама тоа се биле онака минливи ситуации, каде што ќе помогне 2-3 работи ќе направи и после ќе се откаже, зашто бара многу жртви. Многу жртви. Значи кога процени ти, кога свати дека таа жртва е прифатлива за тебе, да кажеме, како начин на живот, како лајфстайл, пошто ти го тераш тај века, кој што кажуваш 15 години. Да, значи, јас од многу мала почнав да довлечкувам дома животни. Мислам, знам дека добар дел од децата спасуваат животни. Тоа ни е вродено ни. И после тоа
кај дел од нас системот, општеството успева да те сомеле и да те претвори во нешто друго. Секако тука многу голема улога имаат и родителите од дома. Значи јас сум била секогаш учена дека мора на секого да се помага. Од дома сум била учена дека мора на секого да се помага и дека тоа е единствено човечки, дека тоа е тоа што те прави човек. И понатаму, откако сум почнала тоа да го правам, некаде сум приметила и кога правев истражувања, самата имам правено истражувања, кога луѓето така наречено стануваат активисти, односно се освестуваат, тоа се случува некаде во студентските години. И тоа е така медицински, затоа што озбилно, и таа е причината зашто луѓето да речеме во Америка над 21 година се сметаат за полнолетни, или кај нас над 18, затоа што медицински има делови од мозокот кои се уште не се развиени кога човек не ги разбира последиците на своето делување до крај. Значи, можеме да бидеме свесни нели дека нешто лошо сме направиле, ама до тој степен длабоко да можеш да размислиш и да имаш такво ниво на совест, малце е потешко на порани години отколку по 18-20 години. И тоа е така еден момент на прекршување што кај сите нас се случува. Мене ми се случи, јас читав една книга и во книгата пишуваше ако јадеш смрт, стануваш смрт. Немаше врска таа книга со права на животни или такви работи, едноставно таква реченица стоеше во растафаријанската идеологија дека ето така они функционираат, зашто така сметаат дека е. И јас тогаш сватив колку јас усвари во животот воопшто не сум посветила време да размислувам дека јас што сум јадала нешто во животот од животно, дека животното умрело за тоа. Значи мене толку ме мелело образованието и после тоа се сетив дека ние на часовите по биологија учевме кравата се користи за кожа, за месо, за млеко, свињата се користи за четки да правиш од неа, а свињите се едни од најинтелигентните животни на планетата што постојат. Значи, свиња знае видео игри да игра, има интелигенција дури поголема од на куче колку неколку годишно дете. И од информации медицински што излегуваат дека кога научни, кога во кланици чекаат наред свињи, дека повраќаат од стрес, затоа што гледаат и се свесни пред нив што се случува. Значи сите овие информации нас образованието никогаш не ни ги дало. Никогаш не ни кажало дека луѓе у кланици дека со очите им ги вадат на свињи за да ги извадат од камионите за да ги носат на колење, дека тие знаат каде одат. Значи никогаш тоа не се случило. Да ни каже некој во школа, вака е ова е вака, ти избери дали ќе јадеш или нема да јадеш. Двете страни на медалот. Ето така. Значи ние живееме во едно општество каде што ние сме буквално мелени од сите страни можни и тоа сме мелени поради нечи профит. Значи најлесно се заработува на грбот на обесправени, како што се заработува најлесно и од војни, како што во моментов еве ситуација имаме. Ние имаме ситуација на активен геноцид во моментов на кој Македонија, Македонското собрание не кеше помош да обезбеди. Геноцид. Значи имаме земја која што историски била на страната на антифашизмот, која се борела против окупатори, која точно знае во својот генетски код ги носи тие работи, што значи фашизам, што значи окупација, што значи да ти одзема тоа што си ти, да те едноставно да престанеш да бидеш човечко суштество, да те третираат како ништо. Добро знае оваа земја што тоа значи. И пратениците во собрание, во мнозинство, да одбијат да дадат помош. Па тоа значи дека тие луѓе не представуваат нас како народ. Ништо не представуваат, тие представуваат финансиски интереси нечи. Демократијата, значи, како ја сваќаш ти демократијата како систем, да кажеме, затоа што беше презентирана меѓу другото како и е презентирана се уште како најголемо достигнување, да кажеме, или уредување на политички систем на држава. Значи сме се спасиле од диктатури, од тирани, од комунизам и така натаму, и сега сме демократија и сега сме успеале као. А најголемите проблеми сега ни се случуваат. Како ти го сваќаш тоа? Јас, како прво, ние кај нас, во нашата група во Зелен Хуман град, ние функционираме на принцип на социократија. Така се вика тоа социократија, тоа ти е чекори многу по демократијата. Зошто? Затоа што не значи само надгласување, како што демократијата во суштина е. Тоа значи дека сите заедно со консензус ги носиме одлуките и значи дека ако на некого нешто навистина му пречи, дека дури тој има право да се пожали за тоа, да протестира за тоа што таква одлука би се донела и да се реобмисли од страна на сите одлуката која потенцијално треба да се донесе, да речеме другите се согласиле да биде донесена.
демократијата во Македонија денеска е демократијата. Не можеме да речеме дека ние во Македонија имаме демократија затоа што како ние прво немаме изборен процес. Ние имаме изборен инженеринг овде. Ние имаме луѓе што се носени да гласаат со коли, од дома зимани носени со коли да гласаат, списоци што се прават. Вработувања добиени денес во институција не може да се вработиш ти ако не си член на партија, ако немаш партиска книшка. И тоа е едно такво нездраво функционирање што нас не довело до тука кај што сме. И ако сакаме демократија или каков било принцип на мнозинско одлучување да биде успешен, тој би бил успешен едноставно кога прво сите би ги имале, како што реков на почетокот, објективно сите дадени информации, точно да знаат за информирано да може да гласаат, а второ, тие луѓе да не бидат оценети. Значи не може партија да добие власт некаде во совет, во парламент, секаде да гласаат сите како боргови. Како може да гласаат како боргови сите да го имаат истото мислење? Например, имало луѓе во совет сум видела каде што на неговата улица бе му прават нешто што не сакаат комшиите, што и он не сака сам да му биде направено. И он во неговата партија рака крева да гласа за тоа. Ето такви луѓе ние имаме внесено во советите, во парламентот, во институциите, такви луѓе. И тука е според мене клучниот проблем. Значи ние во Македонија имаме на 30 години уништено образование. Ако сакаш да уништиш една земја, еден народ, прво ќе го сакатиш образованието, а после се друго. Ние имаме учителки бе партиски членови. Немаме ние компетенции за како критериуми ти да поставиш некого образовен кадар, треба да биде едно од најпочитуваните позиции во општеството, секогаш така било во сите нормални општества. А да поставиш ти партиски инструмент некој што поим нема од тоа што го зборува, што тој треба деца да едуцира. Треба да има широки познавања од темите, не само на неговиот предмет. Од општа култура треба да може тие деца да ги израсне во здрави индивидуи. Вредности да им всади. Кој ќе им сади вредности? Партиски паразит? Прашањето е зошто е тоа сега така, е да кажеме на почетокот кога се создава држава, нова држава и така натаму и треба време да да легне малци и да се постави како што треба, но мислам дека ова е веќе реализација полого време и дека некоја состојба која што се задржува намерно. Јас се согласувам. Затоа реков со образованието, мислам дека тоа е кај нас систематско и уништувањето на македонскиот народ, односно на луѓето кои живеат овде без оглед која народност се. Мислам дека е систематско уништувањето затоа што прво е образованието до коска уништено, второ сите услуги основни кои ти се неопходни за живот, прво здравството да кажам, понатаму функционирањето на институциите како целина, дека ти денеска за да извадиш едноставно некој уверение на извод на родени од матична книга да извадиш, се случуваше ситуации каде што луѓе кажуваа дека плаќале по 20 евра мито, плаќале да им го извадат побрзо тоа. Ето такви кај нас од уништување на секој можен чекор во паралела со партиските вработувања и метастазирањето на некомпетентни партиски кадри во институциите, ние сме доведени во една таква практично безизлезна ситуација, каде што луѓето се страшно доведени во страшна депресија, апатија, а од друга страна нивната активност е единственото нешто што може да ни извади од ова. Значи, така се рамнодушни, мислам не рамнодушни, него изгубиле како да кажам, верба дека нешто може да се смени кога било во земја, веќе гледаат оние проекции дека ќе завршиме до 2050 година со 2 милион жители во Македонија, дека да има каква било итна интервенција неопходна, дека ќе умре поради некој аспирин ќе му препиша, он алергичен е, например, на кој лек и да е, сега не сум доктор, не знам дали некој постои алергичен на аспирин, ама окей. Зборот ми е дека едноставно за прости некакви грешки тоа е доведено до таков распад, според мене умислено. И затоа поради таквото нешто што сите сме свесни дека е така, на еден или на друг начин, јас секојдневно им кажам на луѓе има здраво ткиво овде, се уште има. Значи еве ние сме такво. Како што реков, нека повели некој, нека праша луѓе за нас кои не познаваат. И нека види какви луѓе сме ние. Да, како реагираат луѓето, затоа што првиот момент кога човек кај нас каков и да е или кој да е, ќе дојде во контакт со политика или во некоја
форма на политика, конкретно политичка партија, наверојатно представам дека одма се јавува тоа да некоја црвена сијаличка во кај околината дека полека го губиме човекот. Значи кој на кај нас кој како влезе таму, значи не се врати веќе. Да, затоа ти реков дека разликата помеѓу нас, ЗХГ и останатите партии е тоа што во останатите партии ти немаш луѓе што имаат претходни години давани какви било правени активности, да давале своји финансии, да давале, да трошале време, енергија да губеле и така натаму, за да направат нешто. Таму нема такви луѓе. Таму има волонтери што иделе правеле работи за партија зашто очекувале после тоа контрауслуга. Тоа не е волонтирање. Имено, затоа кажувам. Дека такви луѓе имаш таму, и нормално после кога ќе го донесеш ти тој човек да биде на функција, што да очекуваш од него? Кога тој првенствено влегол во партијата за да добие нешто од неа. Значи он влегол со некаков интерес почетен. А луѓето што се овде, значи повторувам се, луѓе што со години придонесуваат у различни сфери, зборам. Не зборам само за заштита на животна средина. Ние кај нас имаме луѓе што пишувале секакви политики дури и за луѓе што се со попреченост, за маргинализирани групи во општеството, значи ние се уште, еве кога го водевме процесот мој кандидат, имаше ситуации каде што ги прашувавме кандидатите како сметате дека се превозот на ЈСП, да речеме, да го гледате низ и сите ситуации што се сега со превозот на ЈСП, да го гледаме низ призмата на родова рамноправност. Што ви значи тоа на вас? Значи, многу од луѓето не знаеа што да кажат на тоа. Дека не им беше јасно, например, дека една мајка што нема кола, да речеме, и што зависи од тој јавен превоз, што е апсолутно нешто што не можеш, од кое не можеш да зависиш, затоа што не е точен, ние како што треба соодветен внатре. Да речеме да има 2 или 3 деца таа мајка, да треба да ги однесе во градинка, во школа, во болница, на лекар, кај баба, кај дедо, да иде да испазари, да се врати. Мислам, едноставно луѓето не ја гледаат таа улога дека жената во ова општество и во нашето општество се уште е тешко обесправена, се уште. И ти кога не ја обезбедуваш на жената услови, барем да можете со јавен превоз да стигне од точка А до точка Б, на сите маки што ги има распиштени деца, кој е плачало, кој се удрило, кој го удрило другото, значи тие се едни ситуации каде што веќе од самата состојба со децата тебе ти доаѓа на рап, на нерви да бидеш, а не па уште да ти касни автобусот, да е препон ко воз од Индија, да луѓе да испаѓаат од него, да се тепаат натре со ножеви, со не знам што да прават, значи сите тие ситуации едноставно како жена да ги перцепираш внатре кога не можеш ни да се одбраниш, например будала некоја да влезе пијан или не знам што да напаѓа. Што ќе направиш во автобус со 2 мали деца? Ништо. Значи, тие се некои работи што ние како општество за жал се уште не ги препознаваме и тука доаѓа стапува на сила емпатијата за која ја спомнав претходно. Ако емпатија не значи да бидеш ти повреден, погоден лично од некои работи па да ги разбираш другите. Емпатија значи да можеш да влезеш во кожата на другиот и да разбереш како му е него без ти самиот да бидеш погоден. Значи јас не сум животно, не сум ни прасе, ни крава, ни риба не сум. Ама мене јасно ми е дека секое живо суштество на светов има право на живот. Има право на слобода. Не се тие наши предмети, ние комодитети да ги управуваме како сакаме, профит врз нив да тераме. Значи, луѓето, сакам да кажам, не ги поврзуваат тие некои според мене основни работи. Тоа, јас го викам матрица на злоупотребување. Кога веќе си навикнат некој што е, да речеме, еве животните, интелектуално инфериорен на тебе, да го злоупотребуваш, да го експлоатираш, не е едноставно тешко за разбирање дека ти таа матрица што имаш, дека ти имаш право и моќ над некого, ти смееш да експлоатираш, така ти е тебе дадено, дека ти после го применуваш тоа и во својата околина. Значи ти лошо се однесуваш, да речеме, со некој што е еве физички послаб од тебе. Или лошо се однесуваш со некого што не е на твое баш ниво ментално, да речеме помало дете, или помала сестра, помал брат, или жена дома, маж, сеедно. Значи тоа се вика матрица на злоупотребување. Тоа значи дека ти се навикнуваш, тебе општеството те навикнува дека е добро некого и можеш и смееш и во рета некого да злоупотребуваш и после ти тоа вака подсвесно и не го пременуваш околу себе. И тоа е тоа што ги руши општествата според мене. Дека ти се чувствуваш дека имаш право над некого. Немаме бре никого, никој нема право над никого. Значи се што прави секој од нас треба да прави без да повредува кој било друг. Толку е просто.
ја тоа го викам морален код, значи ние некако моралниот код или ни се смени или го изгубивме затоа што се сеќавам на едно време дека барем некои работи си беа на место, значи условите беа секогаш тешки, никогаш не било овдека уредена држава, благосостојба и така натаму, но постоело некое разбирање, да кажеме, меѓу луѓето до одредена граница. И сега како се движиме натаму, тоа некако се помаци и помаци го има. Значи не само шеадеме смрт, туку и гледаме смрт и проаѓаме, ја предизвикуваме смрт со све што правиме. Значи смртта е многу присутна и е се поблиску до нас. Значи гледам дека многу болести имаме во едно такво општество хаотично, нели, предизвикано од стрес, нивото на канцер се огромни, мислам тоа така маце ако го расшири човек објективот, ќе види дека сите работи се поврзани, она што го кажуваш, дека едното си го повлекува другото. Не може една група да има повеќе права од другата, затоа што индиректно на некој друг начин, пак врз самата таа група што се смета дека е привилегирана, ќе се одрази неправдата што ја прави. Ме интересира како реагираат луѓето околу тебе на, еве да кажеме, на ваквото твое чекорење во животот. Нема да кријам дека на моите дома има тешко, што сум јас каква што сум, затоа што јас најчесто ми се случува за сечи роден ден до 12 саат вечерта до 11:59 да куцкам коментари на закони што има рок да се пратат и тоа така како марфи ми се случува речиси на секој роден ден. Што многу малку време имам за да бидам со нив, затоа што правам други работи за општеството, ама на крајот на криштата разбираат дека тоа што го правам и на нив ќе им донесе и им носи добро. Не сум само јас, маж ми е еден од активистите на Зелен хуман град. Заедно сме почнале да волонтираме во Анима Мунди, потоа сме продолжиле, сме основале Охрите заедно со други луѓе, Здруженијето Еден и на крај Зелен хуман град е нашата последна група која сме основале заедно со други истомисленици. Така што имам, со него се разбираме комплетно, ама кога станува збор за моите, мајка ми, татко ми, за поширокото семејство, морам да признам дека малку е тешко да прифатат, особено и сега кога имаме мало дете, тоа си бара внимание и време си бара и сака да биде со мене многу и тешко е, ама гледам максимално што може да бидам присутна со неа, да не ја тргам на страна, нели, дека морам да работам и да го памти тоа од нејзиниот. Добро, на се уште е малечка, сега нема ни 2 години, ама не сакам кога ќе првите спомени од мене да бидат мама мора да работи, извини, оди си во другата соба. Не сакам. Значи јас се ќе направам и правам се за да можам во скутија држам и со неа работам, ја занимавам нешто повремено и за среќа имам таква способност да можам. Јас сум симултан толкувач по професија и образование и поради тоа можам да правам мултитаскинг. Имам повеќе овака. Морам да кажам по споредилниот период малце ми ги ограничи когнитивните можности, ама сепак се држам, така што за сега сум окей. Те спремил животот за тоа што ти е сега пред тебе. Кога прв пат се запознавате со Горијан? Со Горијан се запознавме пред, формално се запознавме, пред минатите локални, некој година да речеме предходно, зашто јас нели ти викам соберав од 2017 кога бев членка на совет, веќе после 2 години да речеме негде од 2019 почнав да собирам луѓе, предлози нивни да собирам за да можам да го укрупнувам тој блок на луѓе што се активни волонтерски, што имаат добри предлози, што можат да придонесат за промени на подобро за сите нас. И тогаш беше некој период, иако со Горијан се знаеме и од протести од предходно низ годините за воздух, затоа што во Македонија се протестира за воздух и за основни човекови права више со генерации. Веќе генерации протестираат во Македонија за основни човекови права. Он стана доста популарен со апликацијата Мој воздух и баш беше едно освежување, како се вика, значи да ја представи еден човек реалноста и да ја представи на начинот кој што не може да го свртиш погледот едноставно. Значи тоа веќе не е ни дебата, не е ни мислење, значи едноставно е ноторен факт. Ноторен факт, значи седнал човекот искодирал едноставно и еве ви што правите, значи како да ви кажам. И мене ми е неверојатно, значи неверојатно е на таква група на луѓе како што сте вие, да денеска моли за 1000 потписи. Да, за жал, луѓето
луѓето се, кој што реков, многу апатични се, треба и да одат на нотар, а топло е. Не, само тоа треба да го направат, не треба и што Па кое добро, е треба другото. некој треба да извади државјанство и на шалтер, значи може треба да идат и на шалтер во МВР и треба да идат и на нотар. Ама на некој искрено да ти кажам им е тешко дури електронското државјанство да го извадат. Што рече се сите знам дека скенираат сметки и со тоа имаат профил веќе на УЈП направен, што треба само лозинката да се ја искуцаат и сите треба да си ја ресетираат, пошто никој не си ја знае лозинката. И тоа стварно одзема некои десетина минути да речеме сето да го направиш, ама човече, мислам, пола сат преку сила да ти одземе ете идење на нотари и државјанство да вадиш и сето тоа, пошто за неколку минути во Скопје на шалтер го даваат државјанството, значи не дека нешто се чека 100 години. И за пола сат и за 300 денари да чекаш до последен момент или да те мрзи, мене ми е, морам да кажам, непоимливо ми е. Значи, ние сме оставиле животите, сме ги оставиле за да помогнеме, за да придонесеме, а не на некој не му иде пола саат да направи нешто и 300 денари да даде, пошто заверката на нотар е 150, државјанството ше 150, и очекува промени. Искрено да ти кажам, значи тоа ми беше мене главниот тригер, мотив да дојдеш овдека или некој од вас да дојде и да ми го објасни мене тој момент. Значи, човек да се даде, цел живот да го даде за општество, за заедница, за град, за држава, како сакаш наречи го, цел живот да го даде и за возраст да не може да моли за 30 минути од нечие време еднаш во денот. И тоа гледам дека пораките што ги испраќат дека се тоа, ама тоа се само сега 30 минути и потоа нема тоа врски, значи со објаснување со сите тие работи да се дообуштат, да се доомекнат луѓето. И сега види, друго морам да кажам и дека другото што е против нас во оваа ситуација е што луѓето можеби се чувствуваат резервирани да бидат основачи на партија. Затоа што еве и од луѓето кои доаѓаат во комуникација со нас, што ги потпишуваат изјавите на пример и сакаат со нас лично да се видат, првото прашање им е: јас никогаш не сум бил член на партија, дали ќе ме изневерите? Значи тие се луѓе, некои од нив се луѓе што не напознаваат и нормално да ги имаш тие резерви, мислам, сето тоа е разбирливо. Второто прашање е дали овие податоци се јавни, а не се. Значи, основачите по закон се таен податок. Ги депонираш во суд, каде што се регистрира партијата и толку. Секој што сака да пристапи на тој список од 1000 луѓе со нивните изјави, државјанства и сето тоа е противзаконски. Не постои јавен податок, значи листата од 1000 луѓе не е јавна листа. Во законот јасно се стои. Тој податок, се друго можеш од партијата да земеш, можеш статутот, програмата, и тоа имаме обврска јавно да го објавиме нормално. А списокот со основачите не смееш да го земеш. Не може. И тие се двете работи што луѓето можеби ги држат се уште на страна покрај ова што е со идењето на нотар и пола сат излегување и така натаму. Ние дури се обидовме на нотар да обезбедиме поработа да одат. Се договоривме со некои нотари да работат на пример 2 часа по работно време, како до 6:30 до 6 до 6:30. И имаше некој интерес, ама не толку голем. Значи, најголем дел од луѓето што одеа на нотари и заверуваа беа луѓе што се искачаа на пауза, на пример, кај најблизу од нотар, ќе се отиде на пауза од работа, ќе се потпише, ќе се врати на работа и тоа е тоа. Така што има повеќе фактори, сакам да кажам, не е само мрзливост овде фактори, има повеќе, ама пак едноставно ако сакаме нешто да се смени во македонско општество, некаква пресвртница да постои, нема друг начин. Значи, ние сме луѓе што ниедни вакви како нас не постојат што формирале партија. Тоа самото треба да им биде на луѓето аларм дека треба да поддржат и да се приклучат. Тоа самото. Значи што не сме ние од вчера појавени и сега сум рекла ајке мене ми се смачи да ги гледам ствариве што се дешаваат во општеството, ајке формирам партија за да направам подобро. Јас 15 години сум правела подобро од надвор и сум видела тоа има плафон. Како што реков, протестираш, им поднесуваш измени на закони. Поише законите од нив ги знаеме. Значи, сум видела дека една група од 10 души, буквално ова ти го кажам, од 10 души во Македонија може да работа на 5 институции. Поефективно од 5 институции. Знаеш зошто? Затоа што секој што е внатре вработен, што ќе ти каже искрено, ќе ти каже дека ни 10% не работат од луѓето што се внатре. И од тие 10% што работат, дел од нив се работат по директива и не работат стручно, не работи тоа што треба да го сработи. Значи, ние од надвор кога сме успеале толку години континуирано повторувам,
континуирано да даваш ти време, енергија, здравието да си го даваш, затоа што стресови јадеш, зашто дали ќе ги поднесам коментариве на време, се консултираш со еден, со друг, со шести експерт, дали си го направил кој што треба, да не случајно некој ти го побие тоа, па ти се фати за една работа, па после ти падне целиот документ зашто не знам да те исмева или да те представи во јавност ако некој што немаш врска. Знаеш на какви стресови сме биле и сме во континуитет изложени. И не правил никој како нас, не функционирал никој како нас на војна. Никој како нас ваков не основал до сега партија во Македонија. Тоа е единствената најголема разлика и причината зашто луѓето треба да ни веруваат. Мора да ни веруваат, не треба него мора, зашто ние сме докажале низ годините дека се стоиме на принципите. Јас на работа сум добивала инспекции за јавни изјави и сум била на секаков друг начин, нели се обиделе да ми вршат притисок, ама едноставно си ги имаш принципите и не се даваш бе. Борба е тоа. И од таа борба ако се откажеш, умираш, тоа е. Според мене умираш, зашто мислам не според мене, според сите ние. Како што кажа Приеска, рак имаме енормни проценти овдека. И имаме рак затоа што никој не ти контролира загадување од кај доаѓа, не го елиминира тоа загадување. Напротив, сега сакаат рудници да отвараат, не знам, стратегија на Ману ќе правеле они рударска земја ќе ја правеле Македонија. Најголеми реки, најчисти реки во Македонија уцевки ќе ги ставаат за да профитира некој од нив. Ќе прават хотели, плажи, не знам, медитерански на Охридско езеро, екосистем милиони години стар, милиони години, значи они ќе му ставаат Дубај елементчиња во него. Значи едноставно таквите луѓе за да ги буткаме од институциите мора да им влеземе внатре ние. Мора да им влеземе, тоа е изборот. Од надвор има плафон, внатре кога ќе влезеш више работи да се менуваат. И тоа е поривот што ние го имаме за да не се откажуваме, затоа што знаеме дека тоа е единствен начин, не постои друг. Што ако не ги соберете подписите? Ако не ги собереме подписите, нема да партијата. Мислам, имаме ние формално по закон имаме рок до октомври да ја основаме партијата. Да собираме подписи до натака. Меѓутоа нема да можеме со партијата да имаме избори. И ќе мораме, ако стварно не ги собереме во следниве денови, се надевам дека нема тоа да се случи, ама ако стварно не ги собереме, одиме на избори како со 2 подписа. Со тоа што го објави ДИК, меѓутоа ако одиме така па на избори, што можат ден пред избори да ни речат пупу не важи тоа и немате право да идете на листа, на изборно ливче, што можат од кога ќе поминат изборите да ни речат вашите мандати се спорни и не може да добиете места во Советот и тоа е тоа. Значи нема да постои група во Советот на град Скопје која стварно посветено максимално што може со сите расположливи капацитети, тука зборам за знаење, за способност, што нема да се бори во името на сите нас. Значи ние имаме со само 2 советника од 45, имаме преседани историски направено во град Скопје во овие 4 години. Имаме направено решенија, сигурно сум знаеш, кога се кастри, сече, зеленило во Скопје, се обележуваат нели дрвијата со буквите СК, ама пред да се направи тоа, градот си донесува решенија. Што значи СК? С значи сеча, К значи кастри. Тие се ознаките што ги ставаат на дрвијата. И пред да обележат со С или со К на дрвото, си прават решенија. Внатре во секторот за комунални работи си прават решенија, тие дрвја ќе бидат кастрени, тие ќе бидат сечени. И таму во тоа решение што си го носеле они со години, значи од како постои градот како локална самоуправа, тоа решение кое што си го носеле на крај се стои правна поука дека ти против ова решение можеш да поднесеш жалба до Министерството за животна средина. Ама проблемот знаеш каде? Што никој тие решенија не ги гледаше. Значи секторот си ги носеше и си ги справедуваше. Никој јавно не ги објавувал тие решенија. Со децении не ги објавувал јавно. Значи ние направивме, ги задолживме, побаравме сите советници да поддржат и поддржаа голем број, којот нели своји политички причини како и да е интерес, ама битно поддржаа. Ја поддржаа една историска одлука дека решенијата сега јавно ќе се објавуваат. И откако се воведе тоа јавно објавување на решенијата значи дека секој што ќе отиде таму на страницата, таа го ни линкуваше и кај нас решенија.мк, секој што ќе отиде на страницата и што ќе види решение, на пример, ќе си го видиш, да речам, дрвото праз града, некој побарал од комшиите да се сече здраво дрво, така? Затоа што на него му сметало сенка му правело на терасата.
И ти против тоа решение можеш да поднесеш жалба во министерство и министерството да ти ја уважи жалбата и тоа дрво да не се сече. Значи, се до нас во Советот, додека Зелен хуман град не влезе во Советот, иако си постоело тоа како правна поука доле, никој не можел да го ефектуира, никој не можел да обжали решение, зашто не можеш да обжалиш нешто што не го гледаш. И ние направивме тоа да биде јавно и секој да може да, значи не само ти што си го знаеш дрвото. Например, поминуваш од кај некое дрво, го гледаш дека со години ги гледаш дрвјава, знаеш дека се здрави, не се за сечење, и ако го видиш решението на страница, си поднесе жалба, нема го сечат. Значи тоа имавме ние така наречена зелена партија во Скопје. Имено, да. Тоа сакам да кажам, што со децении никој не го направил. Двајца луѓе го направиле за една година. Ни помалку, мислам дека во првата година од мандатот го направивме тоа. Да, многу интересно, и што вадите некои бројки баш околу ова со дрвата околу зградите. А вика, дрвја околу зграда може да намалат 30% употреба на клима уреди. Да, да. Затоа што тоа како бафер зона функционира. Или во лето ти предизвикува да е поладно, или во зима ти предизвикува да е потопло. И луѓето, овие се работи што јас знаеш колку пати сум ги кажала во Советот. Абе, ние имаме предпријатија јавни кои не вршат никаква едукација. Ние гледаме нашите јавни пари како се трошат за политички, за партиски кампањи по телевизии. Значи ти имаш медиум за масовно известување. Имаш пари да го направиш тоа и ти со парите што правиш? Црно му се пишува на овој онакви работи направил, онакви скандали, а да земеш да едуцираш масовно, не го правиш тоа. А тоа ти е обврска. Ти си јавно предпријатие. Значи првата обврска што ти ја имаш е да едуцираш и на тој начин да превенираш луѓето, еве од паркови зеленило, да бараат сечење на здрави дрвја. Ако си од комунална хигиена, да ги едуцираш луѓето како треба правилно да се селектира, да им обезбедиш садови за селекција, да им обезбедиш да биокомпостираат, локално дисперзирано насекаде, не да треба да се собираат кеси со органски отпад пред зграда, да ти смрдат, да ти течат контейнери, да ги носиш да го плаќаш товарот од Дрисла, транспортот, не. Локално бреке компостираш. Значи може да се прави сето тоа само ако луѓе има внатре што знаат што прават, што ги интересира тоа. Едноставно никој до сега не го прави тоа. Имаш медиум за масовно известување, што не го користиш, ги користиш парите за што одржал 5 работилници од 2 градинки, не знам што со тоа. Значи кога можеш ти масовно на огромен број на луѓе масовна едукација да спроведеш и таа да биде во континуитет едукација, да ја ставиш формално во образовни програми, ништо од тоа не се прави. Значи ние уште имаме денеска по 1-2 комшии во куќиниот совет што ти кажуваат ова дрво корените му излегоа, ја пукна канализацијата, дај да го уништиме. И луѓе веруваат во тоа. Затоа што имаш неедуцирани луѓе што не знаат, Тоа е единствената информација која што допира до нив. Затоа викам дека образование според мене е да ги имаш сите аргументи пред тебе и да донесеш информирана одлука. За тоа треба едукација. Едукација што е објективна. Мислам, што би кажала дека од сите аспекти на функционирање на еден град моментално, па и општество, дали е социјална правда, дали е животна средина, дали се животни, кај имаме најголеми проблеми според тебе? Сега. Молим те, немој да ме тераш да бирам каде имаме тоа, едноставно секаде гори. Сите гледаме дека секаде гори. Ништо не се прави како што треба. И не се прави како што треба, зашто не го прават правите луѓе внатре. Тоа е проблемот. Затоа што ти им кажуваш со биокомпостирање, да поставиш ти компостари во Скопје, малски компостари зборам, значи секој е мало да си има компостара. Има во Пробишти 2 компостари. Се верува? Не. Во Пробишти. Значи Пробишти има 2 компостари, Скопје нема ни една. Иако ние во нашиот мандат сега успеавме со години баравме пари, и успеавме во буџет да обезбедиме пари за 2 компостари, ги довлечкаа до Скопје и не ги дремат на работат. Ето тоа. И зошто не работат? Сите креваат раменици. Имаат и со тие компостари обука, што им следува. Значи, можат, еве зоолошка градина, има и измет од животните, енормни количества измет. Имаат паркови зеленило, оставаат гранки нагомилани вака на куп, и тоа све кога го оставаш отворено, нормално скапува на отворено, емитира метан. Значи ти наместо да го зауздаш тој метан, да го искористиш, да си обезбедиш енергија да си направиш од него,
да го земеш тоа ѓубре што трупаш депонии, луѓе околу Батинци, околу Дрисла, ракови добиваат, значи нема куќа, мислам дека таму рак што нема поради депонијата. Луѓе што се бунат континуирано, што стигаат до нас информации. Протести имаше, сигурно сум си видел дека имаше протести во Батинци за луѓето таму што живеат. Значи, да ги тргнеш фактички да си го решиш проблемот и при тоа за решавање на тој проблем уште едно решение на проблем обезбедуваш, значи го намалуваш, да речеме, количеството на струја што ти е потребно увезена, да ја плаќаш по повисока цена, се произведуваш локално. Луѓето немаат, тие што работат таму едноставно немаат свест, немаат порив да го направат тоа, зашто во тоа не веруваат. Не веруваат, не знаат како да го спроведат, не ги интересира да се замараат. Да, колку, еве да кажеме, ти си во Советот, и колку има таму луѓе што ја користат фразата, например, не знам кога нешто не знаат? Речи си нема. Луѓето кај нас не сакаат баш да кажуваат дека нешто не знаат. Тоа е исто така еден од клучните проблеми според мене, затоа што треба да си чесам пред секон себе, ако сакаш да функционира која било заедница, добро, треба сите да си ги знаеме ограничувањата. Ако нешто не знаеш, не е срамота, можеш да научиш. За мене срамота и глупо и штетно е да се правиш дека нешто знаеш и да го правиш тоа нешто погрешно. Она што го кажуваше пред малку, што го зборуваше концептите на сиромаштија и енергетска сиромаштија. Да. Дека ние не умееме се уште да направиме таа разлика. Да. Што е сиромаштија, што е енергетска сиромаштија? Точно, јас можам да повторам тука и секој пат се обидувам што повеќе луѓе да го добијат ова како информација. Значи, најголем дел од нас сме енергетски сиромашни. Зашто секој пат кога ти во зима или во лето грееш или ладиш една соба во куќата, во станот, сеедно, затоа што мораш да заштедиш на струја. Кога пушташ машина за перење само кога има ефтина струја. Кога пушташ бойлер само кога има ефтина струја. Тоа значи енергетска сиромаштија. Значи ти не мораш да бидеш сиромашен по дефиниција на зборот сиромашен, да немаш одреден број на оброци во текот на денот, да не можеш да се обезбедиш на одмор, да отидеш и така натаму. Меѓутоа, дури и добро стоечки семејства во Скопје, во Македонија, се енергетски сиромашни. И такви се, бидејќи политиките што се спроведуваат на локално, на централно ниво, се политики кои се антинародни, според мене. Ние, наместо да ги покриеме сите кровови на институции, јавни институции зборувам, да ги покриеме со фотоволтаични системи секаде каде што може, нели? Секаде каде што е тоа соодветно, затоа што и тоа треба да има одреден наклон, сонцето да зраците како паѓаат. Наместо да го направиме тоа, наместо да го тргнеме ѓубрето од улиците, од депониите, да го ставиме во биокомпостари и да правиме биогас од него и да го врземе во интегриран систем на производство, затоа што фотоволтаиците произведуваат во извесен дел од денот енергија, меѓутоа не произведуваат континуирано, не произведуваат преку текот на целата година. Ама биогасот, што ќе го добиваш ти од зеленчуци и овошја, ќе се произведува во текот на целата година. Наместо да го направат ова и да овозможат голем дел од енергијата наша да биде таква обновлива и ефтина, локално произведена, значи што ти ќе ставаш отпад во биокомпостарата и кога ќе ги поставиш тие фотоволтаици, еднаш кога ќе ја платиш ќе ја дадеш инвестицијата и заедно со монтажата, ти отприлика за 5-6 години имаш повратна инвестиција. И после тоа ти бесплатно произведуваш струја. Значи, наместо да го направат тоа, политичките партии до сега што владеа и со градот и со земјава, они што ни прават? Ни ги уништуваат реките, езерата, и тоа за своји лични интереси, што се да немаат тие субвенции и премии што ги добиваат повторно они самите што си ги направиле да ги добиваат, они ќе бидат неисплатливи тотално. Значи тоа како бизнес концепт е неисплатливо ако ти не го потурнуваш со државна помош, односно со сите наши пари. Тешко заработени пари, некој си одлучува дека ќе си ги даде на себе за да си помогне да се обезбеди државна помош. Зашто? За на крај струјата од нашите езера, од реките, од уништувањето на водите да извезуваат на берза, а да увезуваат енормно скапа струја и ние овдека да плаќаме и да не можеме да една соба да загрееме или да изладиме, да гледаме дали ќе уклучам климата денес или ќе уклучам попосле или само 2 сата или ич. Баш пред да доеш денеска ми се појави некоја информација дека Кина
бара отпад да увезува моментално, затоа што од отпадот прави енергија уствари. Тоа е еден од најлошите концепти, морам да кажам. Веројатно се работи за спалување, затоа што секаков тип на отпад, ако прави енергија, тоа е спалување на отпад. Знаеш кој е најголемиот проблем со спалувањето на отпадот? Во суштина има една пирамида за третман на отпадот и првото начало од таа пирамида е превенција на создавање отпад. Значи ти за да можеш да опстоиш на земјава како раса, како вид, треба прво да не ја загадуваш на никаков начин, зашто ние нема земјата да уништиме луѓето. Ќе си ги уништиме нашите услови за живот на земјата. Ние тоа веќе го правиме. И тоа го правиме многу посветено, особено во последниве години. Значи спалувањето на отпадот прво е спротивно на ова начало за превенција, затоа што ти како бизнес концепт ако го имаш инцинераторот, ти тој инцинератор можеш да го храниш со отпад. Значи ти не треба да намалуваш отпад, треба да генерираш уште повеќе. И докажано е, еве и скандинавските земји се едни од можеби водачите во спалување отпад, меѓутоа постепено сакаат да ги отфрлат инцинераторите од својот систем на управување. Зошто? Затоа што ти од една страна не превенираш создавање, а од друга страна не можеш на луѓето да им наметнеш политики за управување правилно со отпад, затоа што кога не го гледаш проблемот, односно го палиш, на никој не му е јасно дека тој проблем постои. И спалувањето на отпадот е еден од клучните начини уствари како ти никогаш не можеш да се ослободиш од отпад на земјава. Значи секогаш ќе имаш огромни количини, секогаш тој отпад ќе биде здравствен ризик. Значи тие инцинератори можеш и да прочиташ за нив како во околината без оглед какви еве и во скандинавските земји да ги речеме како едни од земјите каде што највеќе важат правила, се почитуваат и се внимава на тие работи, сепак постојат ситуации каде што се кажува дека околината има здравствени последици. Значи они можат до известна мера да го елиминираат тоа отпечатокот од емисиите, да го намалат со филтри и така натаму, меѓутоа не можат 100% да го направат тоа. Да. За жал. Имаше, мислам дека зимата беше сега, на една од социјалните мрежи, еден свештеник од Битола, мислам дека излезе со некои бројки, јас такви бројки уште еднаш во животот немам слушнато од ниту една институција, ниту па како податок ми излегло. Некогаш и човекот едноставно се јави, направи споредба со оваа година и минатата и колку е зголемено нивото на починати од канцер. Мислам, свештеникот Битола, најверојатно човекот веќе не можеше да издржи и Не, во Битола е страшно тоа што се случува, стварно мислам исто Битола како дрисла околината е повторно речи си да нема куќа каде што нема некој што е заболен, за жал. Страшна работа и точно од таа причина ние и сакаме таквите практики како рек Битола, загадувачките индустрии да се елиминираат постепено од Македонија. Ние имаме огромни ресурси. Огромни природни ресурси. Располагаме со нив. Доколку правилно управуваме со тие ресурси, ние можеме да осигураме многу добар живот овде во Македонија. Значи, еве ќе кажам конкретно за отпадот. Концептот на зелен хуман град за управување со отпад е нула отпад. Што значи нула отпад? Нула отпад, постојат градови во Европа, во светот, кои до некоја мера успеваат успешно да го спроведат, затоа што не можеш целосно да го спроведеш нула отпад од проста причина што производството на светско ниво, глобалното производство не е направено за нула отпад. Зашто? Ако имаш ти, еве, не знам, мајца ваша ја носиш состав. Ако има внатре полиестер и ако има памук, тоа не може да се рециклира. Значи, треба да биде или полиестер или да биде памук. Картонот после тетрапак. Во него имаш картон, имаш фолија, имаш пластика, алуминиум. Значи имаш повеќе компоненти кои ти треба еден макотрпен процес, тежок и скап процес да спроведеш за да ги одвоиш право едно од друго, за после тоа да можеш одделно да ги воведеш во тие посебни текови што се отпад и да можеш да ги преработиш. Нашиот концепт на зелен хуман град е таа примарна селекција се вика од дома. Значи се што може ние од дома, стакло, пластика, хартија, алуминиум заедно, сето тоа да можеш да го делиш дома, секако и ова биоотпад што го спомнувам веќе повеќе пати. И кога ќе ти остане една многу мала количина отпад што е комунален, така наречен црн отпад, така се вика, ти во него можеш да го оставиш во посебна канта и ние како земја потписничка на Базелска конвенција имаме право тој отпад да го извезуваме. Еве на земји кои било во Европа, бидејќи сме потписници на таа конвенција и смееме да извезуваме отпад.
И кога го кажуваме ова решение на луѓе, ни викаат, знаеш ли ти колку чини да извезуваш отпад? А знаеш ли колку чини кога луѓе ќе умрат од рак? Кога здравствениот систем ни колабира за тоа што немаме терапија за болните, за тоа што се губат колку се губат работни сати, колку одат на болничко отсуство, боледување, колку се изгубени продуктивноста на луѓето, колку е изгубена што работат во известни работни процеси, дека никој не ги зема сите овие параметри кога пресметува колку е ова скапо, а колку е ова скапо. Само сумата финална Ето се зема. така. А колку на крајот колку е човечки живот вреден? Колку е? Ајде, јас За нас е нешто највредно. И за тоа, од таа причина ние Ако- предлозите што ги имаме секогаш со на ум луѓето и нивната благосостојба и на животните секако, како што реков, меѓутоа е клучно луѓето да живеат здрав, безбеден живот во Македонија и во Скопје, можат да го живеат, меѓутоа можат да го живеат само ако ова го прават, ако ги носат од луѓе кои се навистина посветени на таа нивна благосостојба, на нивното здравје. Не можат да живеат здраво ако имаат и гласаат на функции политичари кои прават се само не тоа што треба да го направат. Колку според тебе моментално вреди човечки живот во Македонија? Воопшто не вреди. Сите го гледаме тоа. Значи, 5 пари не ти вреди животот. Дали ќе излезеш надвор пред улица, ќе изгинеш дури да гледаш на пешачки, дали ќе те убие неспособен доктор, дали ќе добиеш труење од не знам што, зашто некој внел во Македонија храна која никој не ја увезол храна која никој не ја проценил, не ја испитал. Значи ние живееме како да кажам, како во некоја игрица каде што од секоја страна те следат опасности и ти е чудо ако преживееш низ тие опасности и само скокаш како Супер Марио вака од едно на друго и се надеваш, се молиш на универзумот дека ќе те промаши, баш денес ќе те промаши смртта, може ќе доживееш еден ден. Многу интересно на светско ниво некои истражувања се направени затоа што кога трнува човек да кажеме да креира, да создава, да работи во општествени дејности кои што се аплицираат на поголема група на луѓе, значи точно тоа. Нас ни е многу тешко да се справиме со прашањето за цената на човечки живот, која што по правило не треба да има цена, така. Значи ако нешто треба да е бесценето на овој свет денес, треба да е човечкиот живот. Но, значи во реалноста тоа не функционира така и се испостави дека има некој како се вика диапазон, значи на вредности тука негде е одредена без консензус, многу тивко е одредена цената на човечкиот живот и цената на човечкиот живот, да кажеме според мислам дека Амерички институт беше, не знам како се викаше, е $100,000. Значи ако некојаш треба да донесеш некоја одлука, нели, која што ќе едноставно ќе има потреба од таа цена, ние се согласивме дека оваа ќе биде цената. И пази, и тоа е многу трагично да го прочиташ, ама тоа е $100,000, значи овде не вреди 5 пари, ме разбираш. Значи 5 пари не вреди живот. И многу ми е интересно, ми интересира и твоја перцепција, чисто да вербализираме, значи што е изгубен живот, затоа што ние овдека за изгубен живот го рачунаме најчесто оној што го напушта светов. Многу луѓе напуштаат државата, да кажам. Да. Дали се тие изгубени животи за нас? Јас би рекла дека изгубен живот е секој наш следен ден кога се будиме и живееме во земја како Македонија со уредувањето како што е. Тоа е добра дефиниција. Јас тоа би го кажала дека е изгубен живот според мене. Да. И точно тоа е поривот што нас не тера да менуваме тука. Значи да се бориме и да не се откажуваме. Кога мене многу често ме прашуваат луѓе како бре не ти досади, како имаш сила уште не ми се верува што правиш. И мене ми се верува, затоа и ја те прашав. Значи мене ми е неверојатно, стварно. Ама не смее да ве биде неверојатно, значи некој мора да се бори, ако никој не се бори, значи во светот ние сме без оглед што ова не е формална војна, ние сме во војна. Сме во војна, значи сигурна сум дека и на времето и порано и сега се едно, луѓе кои се борат за да си ја зачуваат земјата, кои се борат за да си ги зачуваат блиските, животите,
дека некој им го поставува прашањето како ти се иде, зашто не дезертираш, нели е подобро да избегаш некаде, зашто да се мачиш, зашто да се изложуваш на ризик. Ама некој мора да се бори. Значи тие луѓе низ годините ако не биле да се борат, и тоа е нешто што луѓето денеска стварно тешко има да го разберат. Абе ние денес ги имаме овие удобства што ги имаме, затоа што некој пред нас се борел жената да добие право на глас. Некој пред нас се борел дека црните луѓе не се робови нечи експонати во зоолошки какви што биле, него се живи суштества што имаат право на живот и слобода. Ние се што имаме денес, тоа што ние го сметаме како здраво за готово, некој пред нас се борел за него. Ама зошто јас да се борам, например? Зошто мене ми е побаво ти да се бориш за мене? Па затоа што ако така секој размислува, ќе останеме само 5 луѓе што ќе се бориме. А 5 луѓе да носат на грб 2 милиона народ, не можат. Значи ние колку и да работиме максимално да ги своите граници да ги буткаме како луѓе, како физички суштества, зашто ние сепак имаме ограничени способности, ние сите сме подложени на болести, на секакви работи. Значи, ако тие луѓе веќе ги исцрпат своите физички можности да прават нешто, толку ќе биде. Тие 5 луѓе, замисли 5 луѓе да носат товар на 2 милиона. Во минатото, во станијата што ги воделе во Македонија, ќе направам таква паралела, ги воделе мал број на луѓе, ама не ги воделе 5 луѓе. Значи, ние, ако земеме сега да речеме дека, еве, вие 20 што сте во Советот, вие се треба да направите. Не оди тоа така. Ако ние на овие избори, значи, јас и ова го реков и за минатите избори, според мене, не според мене само, туку си постојат статистики официјални, колку голем број од луѓето не гласаат, абстинираат од икс причини, колку голем дел од луѓето шифтаат од лево на десно кај големите партии само затоа што мислат дека така ќе им вреди гласот. Значи, ако сите тие луѓе што се неопределени, абстиненти, разочарани, а определени за некоја партија, едноставно масовно излезат и го поддржат Зелен хуман град, значи ние да добиеме мнозинство во Советот, да имаме, еве, на следни избори да добиеме мнозинство во Советот. Дури да не биде градоначалник наш да добиеме, еве да речеме дека тоа нема се случи, значи ние пак имаме енормна моќ за поместување на работи. Зошто? Зашто Советот е законодавно тело. Советот ги носи сите одлуки. Градоначалникот е само извршна власт. Градоначалникот што ќе му нареди, што треба да изврши. Доколку не изврши, си има други реперкусии и се има начини како тоа да се елиминира. Меѓутоа, кога си посветен, кога знаеш што правиш, како што ние покажавме во овој мандат дека знаеме што правиме, можеш многу работи да поместиш. Значи, кога имаш енергија, кога имаш знаење, едноставно успехот е неминовен. Меѓутоа, поддршката од луѓето да имаат едни разумни очекувања, зашто ние често на Горија Неве му зборат, ние имавме едно видео на предменатите локални, кола кревавте од велосипедска патека, а се уште има коли на велосипедски патеки. Еве аз каде што работам кај мене. Јас буквално еднаш во денот секој ден морам да излезам и да кажам на луѓето што паркираат, те молам не се паркира оваа велосипедска патека. Значи паркирај се на коловоз, ако сакаш да застанеш, пушти 4, паркирај се на коловоз, заврши се работа у продавница и врати се во кола. Едноставно луѓето мислат дека ти ако си кажал за нешто дека се залагаш, а ние, нели како што реков, имаме ограничувања, физички ограничувања. Ние не сме во Советот на Скопје власт за да можеме да, па дури и да сме со мнозинство. Ти треба да имаш сите директори на институции да бидат твои. Тие директори на институции, луѓето што работат натре треба да бидат сите твои луѓе да ги спроведуваат работите што ќе им ги наредиш. Значи тука, знаеш каков сплет на околности има што луѓето воопшто него ни поимаат, него ни разбираат. Еве сега ситуацијата што се деси со комунална хигиена што демек протестира, па не собира отпад или што престана прв пат во историја на град Скопје, иначе ЈСП застана да работи, знаеш што? Стварно? Никогаш претходно не се случило такво нешто. Прв пат во историјата на Скопје јавниот превоз застана. Знаеш зашто застана? Затоа што внатре во институцијата се имаа борба на крила партиски. И сакаа едниве да прикажат дека некој е неспособен и решија ние ќе го запреме јавниот превоз денес. Истото се случи и со собирањето на отпадот. Едноставно, таквите препукувања нивни, повторно за личен интерес, да докажат дека некој е сега неспособен, а дека они се способни после кога ќе дојдат на власт. Значи, тие се едни работи што некој што е како Зелен хуман град, луѓето што го основале посветен
на луѓе, општо на секој човек, ние ни на мислам може да замислиш такво нешто да направиш, еве да имаш моќ и да бидеш во предпријатие, би си дозволил такво нешто да направиш? Да речеш јас, зашто мојата партија треба сега да добија политички поени, денес застануваме да работиме. Би рекол, би направил такво нешто? Прашањето е како тоа не ги турка директно луѓето на кај вас таквите последици. Имено, зашто ние јавно го кажавме тоа, значи борба, внатре беше борба на партиски крила во институциите и тоа го произведе, уствари, тоа ја произведе кризата, значи таа криза беше вештачки создадена. Не дека стварно нешто не можеше или не се правеше, едноставно тоа беше продукт на внатрешна меѓупартиска борба, што беше лудачки за мене. Мене ми е несватливо да оставаш ти луѓе на минус 10, на минус 20 степени надвор да те чекаат со сати автобуси да не можат на работа да си отидат. Знаеш дека во тие денови имаше луѓе што се сиромашни со шо ќе отидат на работа. Ќе го избрка од работа некој 2-3 дена да не дојде да му касни на работа. Значи до толку да се нема човечност, да се нема. Ето такви луѓе се во партиите. Нечовечни. И луѓето упорно гласаат за нив. Ај тие што гласаат што се внатре уценети со добиени работни места, како и да е. Овие останативе што се огромно тело. Значи во Скопје на последните избори 47% само гласаат за тишани избирачи. Ние ни 50% сме немале од избирачите, да речеш дека е некаква демократија, нели, да ти барем 50% од населението да излезе да гласа. Едноставно немаме луксус повеќе за апатија. Јас морам да го кажам тоа. Нема луксус никој од нас да биде апатичен. Излези, подпиши се, поддржувај луѓе што гледаш дека искрено се борат, што не се предале, што толку години останале во борбата, покрај сите пречки со кои сме се соочиле, сите притисоци со кои сме се соочиле, поддржи ги. Тоа е начинот за промена. Сите си мислат и го викаат истото, сите се исти, кога ќе дојдат на функција. Не се исти, значи тие луѓе никогаш не волонтирале, како можат исти ко мене да бидат? Не може да бидат исти. Значи тие може да бидат исти со некоја друга партија што постои до сега, со мене не може. Значи јас сум многу надвор од нашиот круг, јас не познавам точно луѓе што ова го правеле. Меѓутоа точно тоа беше за нас обединувачката точка. Тие луѓе што се знаеме меѓу себе, што со години сме го давале и времето, и енергијата, и знаењето, и парите. Значи јас сум работела симултан превод во текот на месецот, за да можам после тоа да платам ветеринарни трошици, да си платам автобус во еден ден напред и назад од Охрид, да идам со автобус, да идам на јавна расправа за да коментирам измени на закон или измени на стратегија, за да можам животно да му купам храна, за да можам за некој човек да сготвам, да донирам. Ето тоа сме го правеле ние со нашите пари, што ние самите сме си ги заработиле. И кога ќе ми покаже некој политичар денес што седи на функција што го правил тоа, ќе му речам да, така е, он е како мене и ние може да сме исти. Ама не постои. Не постои. Да, ма луѓето што го кажуваат за тебе, они не можат да те видат, значи они тебе не те гледаат. Затоа реков, значи секогаш кога ќе ме прашаат, тоа е нешто што прво го кажа. Секогаш кога ќе ме прашаат сега како да бидеме сигурни дека нема да ни изиграте, тоа им го викам. Прашај луѓе што не знаат. Прашај ги. Подобра, не знам, по-безбедно нешто од тоа за мене не постои. Дека кога некој може да ти каже прашај за мене, значи стварно дека нема што да крие. Дека едноставно тоа за мене највисокото ниво на доверба што човек може во некого да го има. Зашто кога можам да ти кажам слободно прашај која сум јас и ја што имам направено во животот, значи се чувствувам безбедна за тоа што сум го направила и се чувствувам сигурна дека нема што друго да се каже за мене. Значи освен тоа што јас знам дека сум. Драгана, да предпоставиме ситуација дека на некој начин, еве да кажеме, луѓето ќе излезат од апатија, ќе добијат некој буст на енергија и во наредниве неколку дена ќе се соберат тие 450 подписи, да, така уште 450 збориме, уште 550 се собрани, уште 450 треба за ова што го збориме да кажеме да добие како се вика некоја легитимна сила на функционирање во понатамошниот период. Кои се следните чекори после тоа? Следните чекори се одење на избори, кампањата што нели следува и кога ќе бидеме дел од Советот на град Скопје и понатамошното функционирање, кај нас останува идентично. Значи ние според статут ќе имаме, според закон тоа мора да го имаме правен застапник на партијата.
нема да имаме председател, тој правен застапник нема да има никаква моќ, буквално само мора да ја представува партијата пред институциите, така да речем, зашто законот тоа го налага. Одлучувањето во Зелен хуман град, како што спомнав на почетокот, социократијата што ја спомнав е хоризонтално и останува хоризонтално. Значи ние кои сме основачите во ЗХГ, кои со години веќе работиме, делуваме во овие сфери, и со нормално дури секако дека можат други луѓе да не се приклучат, ние не сме затворена група. Меѓутоа, тие луѓе за да ни се приклучат, и тоа ние така сме го направиле за да се заштитиме од инфилтрација внатре, затоа што тоа е едно од, па ќе речам, најголемите методи, техники едноставно на да, и најопасните уствари методи кои се применуваат во Македонија и кои ги растураат успешните групи. Значи, ние за да спречиме инфилтрација, ние во статутот имаме рок од минимум 1 година некој да волонтира во Зелен хуман град. Ако сакаш 1 година да волонтираш, значи, после тоа комотно можеш да бидеш член, да носиш одлуки, се што сакаш да правиш. Еднаш кога се сеќавам, кога сме на оваа линија, ќе ја довршам мислата после, ама морам ова да го спомнам. Ние од Зелен хуман град основачите, кога беше некаде 2018 година, 2019 така нешто, ги организиравме 2 години, најголемите протести ги организиравме по шарена револуција. Првиот беше за заштита на кучињата во Скопје, односно да се даде прифатилиштето на активисти за заштита на животните, да не го управуваат повеќе партијаши што ги убиваа животните таму, што ги труеа, ги давеа во буриња, како што ни кажуваа од натрешинтери вработени. И вториот беше марш за нашите животи, односно за чист воздух, кај што ние направивме еден огромен сет на барања, ги упативме до тогашните власти. Илјадници луѓе излегоа на тие протести. Значи, кога викам илјадници, ти викам како во време кога беше да речам, најголемата кулминација на шарена во однос на бројност и посетеност. И мене ми дојде еден посланик од владеачка партија да ме прашува како сме биле ние толку успешни со протестите, која е нашата тајна на нашето функционирање и како сме успеале да се обединиме. И јас му реков, ако ти ми најдеш луѓе што ќе волонтираат минимум 6 месеци до 1 година, како што ние волонтираме, и ако тие луѓе можеш да не ги инфилтрираш во групата, да седат и да гинат 6 месеци до 1 година како сите, значи тогаш можеш да кажеш дека не ти е јасно успехот од каде доаѓа и што се случило. Значи, успехот и причината зашто ние сме тоа што сме, е дека овде има луѓе кои со години работеле волонтерски, кои се веруваат меѓу себе и кои без оглед која партија е на власт, значи ние меѓу нашите активисти, групите кои сме, таму има поддржувачи на различни партии, не дека ние сме некоја хомогена маса. Значи ние зборам пред да го основаме ЗХГ, кога сме биле групи различни од различни групации, било да се тие правни лица или да се само едноставно иницијативи неформални, еве за животните конкретно ќе зборам, имало луѓе што се поддржувачи или гласачи па и на едната и на другата партија. Ама кога стануваше збор за животните, партија нема. Значи, без оглед твојата партија на власт, брат ти од партијата е на функција, излегувам и протестирам. Значи, кога имаш такви луѓе што се веруваат меѓу себе, што низ годините покажале интегритет и покажале посветеност и принципи на кауза, нормално дека ќе имаш успех. И нормално дека илјадници ќе можеш да извадиш на улица. Затоа што се гледа искреноста, значи ние не ги мававме луѓето со сендвичи да дојдат на протест. Ние немаме што да им дадеме. Тоа реков јас еднаш бев во емисија кога ме прашаа како ќе соберете гласови. Како беше прашањето, зошто од вас се плашат или како и да е. Значи, да земеме вака да гледаме, чисто математички. Они имаат околу, да речеме, меѓу 50 и 80 илјади гласови, да речеме, големиве партии у Скопје. Зелен хуман град на последните локални имаше 10 илјади гласови. Тоа е 1/5, што воопшто не е занемарливо за група која се појавила тек сега, мислам тогаш пред локалните се основавме, формално кога зборам, значи како со името Зелен хуман град и така натаму, иако нашите поединечни групи со години веќе си постојат. Ама поради тоа што нашите групи со години постојат, поради тоа што луѓето не знаеа, ни дадоа толкава поддршка. И сега, ние имаме ситуација каде што ние сме добиле 10.000 гласови, на никого не сме можеле да понудиме работно место. Никого не сме можеле да го уцениме.
со работно место да ни доаѓа да ни носи гласачи. А овие партии што со години обстојуваат тука, што имаат армии од вработени, што имаат многу повеќе од 50.000 вработени и 70.000 вработени, тие имаат толку гласови. Што значи ти да им ги одземеш на партиите у некоја си паралелна реалност, сите привилегии што им постојат, Вработените, да. замисли, не само вработените, клиентите да им ги Па одземеш. на тоа мислев, да. И клиентите кои се, нели, он дошол на власт на функција со одредени компании, си прави договори, си места тендери, им дава, си делат пари од црните, нели, што не се гледаат никаде и така натаму, да им ги одземеш сите тие привилегии. Што мислиш колку ќе имаат гласови тие партии? И затоа тие се плашат од нас. И со право се плашат од нас. Ама работата е да не останеме ние на 10, на 15, на 20.000 гласови, него да го преземеме Советот едноставно. Има ли таква амбиција? Па нормално. Ние сме се основале за да преземеме власт еден ден. Затоа што реков, од надвор нашето делување има плафон. Ние сме виделе, со години сме виделе, со години сме се бореле, сме оделе по протести, сме им барале работи. Нивна е мокита во ситуацијата. Значи ти ако немаш внатре во институцијата човек што е на функција што ја носи одлуката, немаш ништо. Каков и да е притисокот во моментот, каква и да е политичката ситуација. Да, имало ситуации каде што некогаш нели они поради меѓународни партнери да се покажат пред ЕУ или пред не знам некој друг како одговорни, демократични и така натаму, имало некои поместувања, меѓутоа тоа е ништо, тоа е минорно. Ако гледаш големата слика, што е поместено во Македонија? На подобро, ако ја гледаш големата слика. Значи, ќе повторам, не може да се очекуваат промени во една земја каде што кој било стои на страна, што е способен да размислува со своја глава, што не е врзан на никаков начин, зашто јас морам да кажам, јас ги разбирам, дел од луѓето ги разбирам, дека тие се луѓе што од една или друга причина се нашли некои во неповолни ситуации, единствено вработување име дома или едноставно немаат компетенции да работат некакви позиции, дел од нив. Екзистенцијално зависни се едноставно и тоа е најголемиот страв. Дел од нив ги разбирам. Да. Меѓутоа не можам да разберам луѓе што поради хирови, поради луксузи, А тоа е поголемиот дел. да, Ако ме прашаш, затоа што ние не сме толку сиромашна земја колку што сакаме да мислиме. не сме точно, не сме. Така да се поставува прашањето на мислам, тоа ми е многу интересно кај вас. Значи, тоа е стварно е нов, вака уникатен момент, кај што ќе се појави група на луѓе волонтери. Па сега дојди победи го тоа, мислам, како да ти кажам, да, значи, они имаат, за све имаат, мислам, дека усовршена и техника и начини, што викаш, инфилтрации, методи, заплашувања, ама проблем. Да, ајде нека волонтира некој со мене, нека седе до 12 сат, нека пишува закони. Ајде нека повели. Нека да му се јавам секој пат кога има животно да трча да го носи на ветеринар, да трча у пансион да го носи. Нека повели. Нека дојде, нека го прави тоа една година, па ќе го примиме да ни носи одлуки да ни се инфилтрира. Да, мене ми беше импресивен на случајот со куќето Феликс и Да. првата пресуда фактички. Да, и тоа беше, затоа викам, значи тоа е успехот вре на нашите, значи во 20 години во кривичен законник постои затворска казна. 20 години постои како можност да ја изрече судија за убиство на животно. Никој не ја изрекол до сега. Ниту еден. Значи ние со една кампања континуирана успеавме првпат во Македонија во историја на земјава да биде изречена затворска казна, ниска, апсолутно, 3 месеци затвор за Пионерска е така да кажам. за такво садистичко изживување врз животно, не должно ни една година старо куче, мислам може да замислиш ни една година старо куче да го тепаш ти крвнички со шипка и да го влечкаш у контейнер да го фрлиш како да е отпад, и тоа не само еднаш, тоа едно видео што излезе во јавност кога почнал да го тепа, кучето лежи безпомошно, рече си мртво, он му се враќа уште еднаш го удира. Значи едно такво садистичко створење што научно е докажано дека кој се однесува до тој степен на таков начин со животни, дека тоа е човек, закана за човек. И буквално истиот принцип е, значи. Да, закана за човека. Значи FBI си имаат прирачници во кои како се следат, нели, девијантни појави во општеството,
нели некои ако се престапници сексуални така натаму како почнува тоа однесување од млади години. Злоставувањето на животните е една од мерките на следење кои се применуваат, значи ако некој како малолетен е обвинет или осуден за злоставување на животно, понатаму се влегува во систем и од неговото однесување се следи бидејќи тој потенцијално представува закана за човештвото. Односно, според статистиката нивна е докажано дека најголем дел од убиците, сериските убици, силувачите, во извесен дел од животот злоупотребувале или убивале животни. Значи тоа е непобитен факт и поврзано дека било така. Така што ние со години да не ги отстрануваме тие појави од општеството, да не ги казнуваме соодветно. Значи јас не можам да замислам како ова општество, како целина функционирало кога ние пред не знам колку години точно сега не можам да се сетам, имаше една анкета, сега беше на ниво на Скопје, ама во ред, од Агенција за храна и ветеринарство. И прашува во анкетата како сметате дека треба да се справи градот со бездомните животни. Над 90% од одговорите беа дека во никој случај животните не смеат да се убиваат. Ова пред години беше. Значи ние веќе имаме драстично сензибилизирана јавност за тоа дека секое живо суштество си има право на живот, дека ти не можеш да го убиеш кучето затоа што се мочало пред капијата од магазин Пази. Тоа беше одбраната на убиецов. Он се изнервирал зашто кучето редовно му се мочало пред вратата. И тоа беше одговор зашто он на најсадистички начин убил живо суштество безпомошно, мало, 1 година куче. 1 година. Види, ја во постапките на тој човек, значи препознавам многу голем дел од наши сограѓани, да кажеме, значи во размислувањето, во пристапот на живот. А уште поголема бројка се она според мене бројка на луѓе која што не се согласува со тоа, но има некоја тивка согласност тука, знаеш, значи ако ги погледнеш сликите од настанот, една од нив објавивме, ќе видиш дека има една слика каде што се гледа овој со шипката како ја држи во вис, а зад него и околу него луѓето што стојат, еден од тие луѓе ги држи рацете зад грб, вака патени зад грб, како да гледа партија шах. Дека се игра пред него, а некако некој брутално да убива живо свесно суштество. Значи некои од луѓето се согласувам кај нас дека се такви, меѓутоа такви се зашто повторно ќе кажам ово општество, овој систем не ги научил да бидат подобри. Дека што значи една држава? Една држава значи дека ти имаш должност граѓаните кои се дел од тебе како организам да ги претвориш, да ги изградиш во свесни здрави индивидуи. Тоа е држава. Да, значи и ако по таа дефиниција се водиме, ние немаме или имаме многу слава, затоа што нема да одиме подалеку, значи во однос на животните, а можеби во целиот пристап на живот. Значи јас се сеќавам на еден период, да кажем, од детството кога јас сум бил таков. Едноставно не размислуваш. Значи некоја поголема свест за животни така нема такво нешто. И тоа што да кажеме тој човек го направил можеби не на таков начин, ме разбираш, ама јас знам сигурно, значи дека као деца сме малтретирале животни, сме се живувале со нив, значи без окоа ти трепне. Значи не ни сваќаш зашто го правиш тоа. Нема ни сатисфакција во тоа и тешко ти е кога го правиш тоа, ама едноставно си на автопајлот некако. Значи самото општество со споредни настани во животот што ти се случуваат некако те води кон изживување кон тој што не може да ти врати, еве така да кажам. Да. И самото општество те од време ти зборам, значи и требаше многу процес на развивање, на градење на човек, да кажеме, за среќа, пак ќе кажам, не мислам дека секој што е изграден во нормално функционално суштество кај нас е заслуга на државата. Мислам дека тоа е најмалце заслуга има. Не знам како луѓе стварно стигаат во некој нормален облик да функционираат овдека, но еве стигаат. И тоа е
повеќе некоја коинциденција божествена би рекол отколку заслуга на некој организиран систем кој што ги гради луѓето. Сакам да ти кажам, знам од кај доаѓа тоа. Значи сум го видел, можеби сум го правил. Има многу подлабок корен. Не е само тој настан. Значи тој човек и таа група на луѓе, за да ти кажам, тоа е голема група на луѓе кај нас. Начин на размислување, сваќање, пристапување кон животот или не животот е огромно. Разбирам, затоа и реков дека семејството исто така игра голема улога во ова. Меѓутоа пак и семејството е под влијание на поширокото општество. И според мене коренот е во државата. Зашто? Затоа што кога ти имаш ситуација во која ете како сега, ние сме доведени во ситуација да не може никој да се најде овде во Македонија речи си да не може да најде вработување по компетенции. Ти како човек млад што излегува и твоите инвестирале во твоето образование, двоеле од себе за да те извадат на пат и ти се соочуваш сега со сите тие жртви што твоето семејство ги дало низ годините, се соочуваш со ситуација каде што влегува пред тебе некој ашлак 2 грама мозок што нема затоа што има партиска книшка или зашто мајка му и татко му биле долгогодишни членови на партијата и тој се вработува па дури и во приватни фирми веќе. Значи не збориме само во институцииве. Ај на страна ќе го тргнам тоа што кај нас во Македонија имаш веќе кариерна определба која е јавен службеник. Значи ние имаме генерации на луѓе што се службеници од кариера, семејства, цели семејства се службеници од кариера, како да имаш ти приватен бизнис, нели? И го предаваш од колено на колено, они така институциите си ги пренесуваат од колено на колено. Значи прво ерозијата од таму почнува и кога ти, како што реков, и со образованието уништено, здравството уништено, го ништиш фактички секој аспект од нашето живење, кога тоа е на нормален притисок врз семејствата. Без оглед дали тоа е луѓето го сваќаат вака на свесно ниво или не. И тоа доведува нормално користење на супстанци секакви, насилство дома. И сите тие ситуации, сите тие цел тој сплет на фактори тебе ти ги генерира луѓето какви што се. И затоа јас многу често викам дека ти демократија на празен стомак не можеш да проповедаш. И исто така знам дека ние можеби какви што сме, ние сме грешка на системот. Значи да живееш ти во ова општество и да можеш да се издигнеш до нивото на кое ние сме се издигнале. Не знам како да објаснам, треба да си над човек, тоа ничего вика, баш тоа ја читам сега, значи Ди Уберманш, да едноставно над човек, значи треба да најдеш нешто у тебе што како цвеќе што искача од бетон. Ето тоа сме ние. Цвеќе што искача од бетон. 2 тревички онака и пркнати, ама не се предаваат и ќе ти го расцепат, целби ќе ти го расцепат, да, ќе го расцепиме. И еден ден знам дека ќе го расцепиме. Ви посакувам многу успех во тоа. Вие сте неверојатно, ја немам вокабулар доволно, значи немам зборови да опишам каква група на луѓе сте. Ти кажа дека многу енергија трошиш во денот, ја ти верувам, ама гледам дека ја акумулираш голема енергија и поседуваш голема енергија. Едноставно посакувам што повеќе луѓе, како тебе, да добиваат признание, да добиваат место во општеството, кои што го имаат заслужено. Тоа нема биде во никој случај подарено. Се надам дека луѓето ќе можат да препознаат во делот тоа што разговаравме, искреноста и намерата со која што го кажуваш и го правиш тоа. Значи тоа беше и целта до негде денеска да оствариме, мислам дека ја постигнавме голем успех. Ви посакувам, 450 потписи уште фалат за оваа енергија да се ослободи, да кажем, или да се подигне на некој друго ниво, така да се активираме сите, да им помогнеме на Зелен хуман град и да едноставно престанеме да бидеме гледачи во ова наше општество кое што не повикува да земе ние некоја улога. Фала ти многу за поканата, навистина ни значеше за секој потпис буквално ни е важен. Колку побрзо собереме, толку посигурен нашиот настап на престојните локални. Што и да се случи, само едно знам дека ние нема да се откажеме. Ја мислам дека
тоа е најубавото нешто што остижа на денес, затоа што искрено стравот е дека ваквите луѓе како вас би можеле да се разочараат со одредени или калкулации и математики, но баш ме радува што не е така, што посакувам да успеете, но и да не успеете, се надам дека поддршката ќе дое само прашање на време. Исто и јас. Фала ти за денеска. Фала ти тебе.